ова издание. Грција ќе се бори државата да добие датум за преговори со Европската унија. Изјави Заев по средбата со Мицотакис. Прв македонец кој ќе се обиде да го премине Атлантикот на едрилица. Што ќе значи овој потфат од разговорот со него. Асад продолжуваат со истрагата за импичмент на председателот Трамп. Денес на распит поранешната амбасадорка во Украина. Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Поранешната амбасадорка на САД во Украина Мари Јовановиќ денес сведочи пред представничкиот дом како дел од истрагата за импичмент на председателот Доналд Трамп. Не можев да поверувам дека американската влада одлучи да повлече амбасадор врз основа на неточни тврдења од луѓе со сомнителни мотиви, рече претходно Јовановиќ за незиното отстранување од функцијата. Вчера сведочеа Вилијам Тейлор, вршител должност амбасадор на САД во Украина, и Џорџ Кент, висок официјален представник на Стејт департментот, надлежен за политиката на САД кон Украина. Сите тројца дипломати претходно сведочеа за затворени врати во врска со напорите на Трамп да изврши притисок врз Украина, да отвори истрага против поранешниот потпредседател Џо Бајден и неговиот син Хантер. Демократите изјавија дека јавните сослушувања ќе овозможат на јавноста да го оцени кредибилитетот на сведоците и нивните изјави. 16-годишно девојче и 14-годишно момче загинаа при вчерашното пукање во средно училиште во Калифорнија. Уште тројца други ученици беа повредени, но се наоѓаат надвор од животна опасност. Осомничен за пукањето е 16-годишно момче од истото средно училиште, кој по нападот врз неговите соученици сам си пукал во глава. Тој се уште се наоѓа во сериозна здравствена состојба. Федералните обвинители отворија истрага против Руди Џулијани, адвокат на председателот Доналд Трамп, објави Блумберг. Според извештајот, обвинителите го истражуваат неговото финансиско работење и ангажман во странство. А како грчките медиуми ја пренесоа средбата Заев Мицотакис и за што разговарале двајцата лидери, од извештајот на Владимир Мирчевски. Мицотакис му кажал на Заев дека спроведувањето на преспанскиот договор е услов за почеток на преговори. Средбата Заев Мицотакис се фокусира на прашањето зошто се одлага проширувањето. Премиерот на Северна Македонија е разочаран од Европската унија, но станува посветен. Ова се само дел од насловите во грчките, но и во светските медиуми за синоќешниот состанок меѓу двајцата премиери за време на Солунскиот самит. Појукувајќи се на извори во кабинетот на Кириакос Мицотакис, дел од грчките портали пренесуваат дека на средбата било договорено дека добрососедските односи и регионалната соработка се клучни фактори за натамошните фази во евроинтеграцијата. Премиерот Заев по завршувањето на состанокот потврди дека се зборувало за имплементацијата на преспанскиот договор и дека Мицотакис уверувал дека ќе турка за почеток на преговори. Спомнавме дека имплементацијата на преспанскиот договор треба да оди со позитивната и предвидена динамика и ние работиме на двете страни. Буквално по ова прашање, фокусот ни беше на вистина на Европскиот совет. Одлуката која што беше на Европскиот совет, имав прилика да добијам од прва рака информација како се дискутирало, кои се очекувањата, но мене ми е многу драго што премиерот на пријателска Република Грција ќе се бори за нашата земја, за да конечно го добие датумот за почеток на преговори. Вчерашната средба беше прва меѓу двајцата премиери откако врвот на Европската унија не успеа да дојде до консензус за Македонија да добие датум за почеток на преговори. Состанокот Мицотакис Заев во Солун е втора нивна средба. Прв пат се видоа во септември за време на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Македонец ќе биде дел од екипата која на 24 ноември ќе тргне со едрилица да го премине Атлантикот од Шпанија до Карибите. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Банкарот Боријан Пановски живее веќе 15 на години во САД и работи од 9 до 5 во Вашингтон во секторот за финансирање инфраструктурни проекти за транспорт и енергетика. Но пасијата кон едрилицата му дава нова енергија, смисла на животот. Колку се големи едрилиците што ќе одите вие? Вие поголема од оваа, овие се 30 места, тука вие да кажам може уште 20% и поширок. Ке биде првиот македонец што го минал Атлантикот со едрилица. Маршрутата на регатата е од Лас Палмас, Канарските острови, до Света Луција, Карипските острови. Потват, но и голем предизвик. Се работи за дестинација од
околу 2700 наутички милји, што е околу 5000 километри, на која регатата е за аматери. Значи не е професионална трка, меѓутоа јас како аматер сум дел од 6-член екипаж на едрилица од 17 метри, што ќе се обидеме да го препловиме Атлантикот на едра. За Гласот на Америка се осврна на карактеристиките. Едрилицата е монохол, значи едно трупна едрилица од 17 метри, 57 стапки. Ќе бидеме значи 6-член екипаж, ќе се вози во смени, обично меѓу 4-6 часовни смени, 24 сата, значи ќе има ноќно пловење. Едриличарството исполнува со внатрешен мир, своевидна изолација од секојдневната динамика. Потенцира Пановски. Без размислување ја прифатил поканата да биде член од екипажот, со оглед дека има искуство во едрење. Пановски очекува патувањето да трае меѓу 15 и 18 дена во зависност од временските услови и силината на ветрот на отворено море. Се плови во брутални временски услови, но задоволството од разни дестинации не може да се опише со зборови, вели Борјан. Се работи за еден потвар што можда вака не изгледа тежок, меѓутоа кога ќе се види дестинацијата и комплексноста и милост и немилост на времето, се работи бар исклучителни припреми. Но и истрајност и издржливост. Гласот на Америка ќе информира подоцна и за авантурата при преминувањето на Атлантикот со едрилица. Борјан, ти посакувам многу среќа на твојот пот. Драго ми, јас си посакувам среќа, се надам дека ќе се видиме повторно. Поздрав. САД вела дека и натаму ја поддржуваат НАТО алијансата и покрај изјавите на Макрон дека не достига американска заложба. Златица Хоук за ова. Обраќајќи се во градот Лајпциг во источна Германија, по посетата на германско село поделено по Втората светска војна, државниот секретар на САД Мајк Помпео изјави дека трансатлантската соработка била клучна за падот на Берлинскиот зид пред 30 години и останува релевантна до ден денес. Демократските држави работеа заедно долго време, што доведе до уривање на Берлинскиот зид. Постигнување што обезбеди слобода спаси милиони луѓе. Мислам дека НАТО останува важно, клучно, историски најзначено партнерство. Коментарот на Помпео уследи по интервјуто на францускиот председател Емануел Макрон за списанието Економист, при кое рече дека трансатлантската алијанса се соочува со смрт на мозокот и оти Европа не може да смета на САД за незината одбрана. Заложувајќи се пред европските членки на НАТО, Макрон рече дека стариот континент е на рап на пропаѓање и ако брзо не се освести, ќе изгуби контрола врз сопствената судбина. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека не се согласува со ставот на Макрон. Францускиот председател употреби тешки зборови. Тоа не е мој поглед за соработката во НАТО. Мислам дека вакви коментари не се потребни, дури и да имаме проблеми. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вели дека алијансата останува силна. Ги поздравувам напорите за зацврстување на европската одбрана, но европското единство не може да ја смени трансатлантската обединетост. Неочекуваната одлука на председателот Доналд Трамп да ги повлече американските војници од Сирија, овозможувајќи на тој начин на Турција, како членка на НАТО, да изврши напад, отвори прашања за внатрешната координација во алијансата. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи изјави дека забелешките на Макрон се точна проценка на моменталната ситуација. Трамп пак за време на неговата изборна кампања рече дека НАТО е застарена организација и во повеќе наврати ги обвини европските членки дека не успеваат да си ги исполнат обврските кон НАТО преку издвојување на 2% од нивниот буџет за одбрана. Помпео рече дека ова е доказ оти председателот сака да ја одржи алијансата цврста. Благодарам што не гледавте. Јас сум Елена Ѓоргиевска, ви посакувам убав викенд.